od moj jagol. Mislim, znači postojam. Понекога се случува нешто неочекувано. Едноставно, нема начини тоа да се предвиди, па така одредени значајни настани, добри и лоши, честопати се сведуваат на еден фактор, а тоа е време било. Ова различно се толкува. Наместо објаснување на работите како последица на случајност, во нив најчесто се гледа учество на една друга сила наречена судбина. Верувањето во судбина или предодреденоста на тоа е едно од најстарите и најраширени религиозни верувања за човекот. Не постои ниту една ера или цивилизација која не верувала во некој господар на судбината. И сето тоа било со една цел – да се објасни сето она што е необјаснето во нашево постоење. Вообичаено е кај нас и до ден денеска да се каже дека така требало да биде, дека тоа ти е судбина, ти било пишано и слични нешта. А што всушност се подразбира под судбина? Самиот збор судбина потекнува од латинскиот израз што значи пророчка изјава, божествено одредување. Иако понекога се мисли дека некаква случајна сила ја одредува судбината на некој свој посебен, неизбежен, необјаснен до крај начин, најчесто се смета дека станува збор за некој горен, севишен. Зошто верувањето во судбина е толку раширено меѓу нашиот народ? Почитувани затоа што низ вековите човекот настојувал да ги одгатне тајните на животот и да пронајде некоја смисла во одвивањето и збиднувањата на настаните. Токму овде стапува на сцена категорија од типот на Бог, судбина, случајност, во зависност од тоа дали настаните произлегуваат од моќта на некој човек, од некој безличен ред или од некој повисок ред. Денеска ние сме ограничени од известни природни закони кои се поставени секако за наше добро. Колку се почитуваат, тоа е веќе друго правило. Еден од тие закони е секако законот за причина и последица, или народски кажано, што ќе си посееш, тоа и ќе си ожнеш. Например, ако се вози невнимателно, со мобилен врака, со алкохол во себе, постои многу поголема веројатност од незгода, отколку ако се вози трезен и предпазливо. Впрочем, судбината секој си ја крои. Иднината не е запишана однапред, туку се обликува во самата сегашност. Верувањето во една лага не дава реална сигурност ниту за иднината. Таа во ниеден случај не ја осветлува сегашноста, а ниту пак тоа што допрва ќе се случи и допрва ќе дојде. Токму затоа, кога станува збор за судбина, јасно е едно. Наместо да се препушта на судбината, поточно на тоа што е запишано некаде и од некого, верувајте повеќе во себе и преземете ја својата иднина во своји раце. Меѓу изгубените во времето има подеднакво и мажи и жени. Некои се извинуваат повеќе, некои помалку. На некои при тоа им е пријатно, на некои непријатно. Некои се свесни за својот недостаток, а други не забележуваат, но резултатот е ист. Сите доцнат и не стигнуваат навреме таму каде што требале да бидат, на интервју, на доктор, на состанок. Тие пак што знаат да го ценат времето и да гледаат на часовник, мислат дека овие другите тоа намерно им го прават ако се работи за состанок, за да ги изнервираат или можеби на одреден начин да ги бойкотираат. Ако тие што доцнат добро се разгледаат, погледнат од сите аспекти и јагли, ќе се забележат знаци на непријатност, а последиците се еднакви за сите – стрес, нервоза и слични работи. Оние што доцнат, речиси секога се нервозни и не можат спокојно да се посветат на одредена работа или закажан разговор.
Трошат многу енергија барајќи изговор за тоа или настојувајќи да го исполнат и надополнат на некој свој начин доцнењето на состанокот. А доцнење имало, има и ќе има. Како и да се земе, за многумина часовникот не представува мерач на времето, барем не на нивното време. Тие имаат некои своји навики, например за спиење, за разговор и едноставно не ни помислуваат да се сменат. Ноќта е нивна, а денот е за спиење. Идеално не постои, но барем стремежот кон тоа треба да се има и да се почитува. Почитувањето на обврски е почитување на самиот себе пред се, а потоа и на останатите. Оние што доцнат, ако не завршат со своите задачи во работното време, обично остануваат подоцна на работа за да го сработат потребното или пак работата ја носат со себе, дома. И после ноќта повторно е нивна, а денот останува за спиење. Последица од сето ова е постојаниот расчекор со времето, па така наместо напред се чекори назад и не спознавајќи го тоа самиот. Затоа, како и да се земе, времето треба да се цени и да се почитува, и од сопствена страна, но и од страна на другите, што ве чекаат, ве бараат, бидејќи тоа предупредува и воедно подсетува на минливоста на сето она што ни се случува и допрва ќе ни се случува. За некои денот е прекраток, за состаноци, за интервјуа и слични нешта, а за други предолг, затоа што не знаат што да прават со себе. Некому часовникот му пречи, па едноставно се обидува да му се спротистави на времето токму со доцнењето. А доцнењето дава само привидно чувство на слобода на одлучување, а со тоа не се решава во принцип ништо. Понекога се доцни со причина, соодветно оправдано, но за тоа веќе постојат други правила. Јасно е дека оние што доцнат обично се прогласуваат за неодговорни, а тие можеби се трудат на свој начин и вистински се преоптоваруваат со планирањето на обврските што им предстојат. Такви се и тоа е даденото. Како и да се земе, јасно е како ден. Времето си минува, сакале да го признаеме или не, се едно. Тоа што сме го направиле вчера не може денес, па дури и кажаното не може да се врати и да се посакува некогаш такво нешто. Затоа гледајте во сегашноста, ценете го вашето и туѓото време и тоа е тоа. Дали некога сте биле исмејувани поради вашите сопствени убедувања? Веројатно сте биле, но верувајте, не сте осамени во тоа. Треба да сте храбри, а ќе ве радува и кога ќе дознаете дека може да научите да се справите со непријатноста кога е во прашање подбивањето и исмејувањето. Понекогаш оние кои исмејуваат исто како и тираните околува се несигурни во себе. Едноставно, исмејуваат за да ја подобрат сликата за себе во очите на другите. Сосема е веројатно кога би биле сами, малкумина од тие што ве вознемируваат би биле заинтересирани и храбри отворено да ве критикуваат, поточно да ви исмејуваат. Од друга страна, токму тие што се подбиваат се понекога збунети од вашето однесување, например, од тоа што не учествувате во нивните трачерски муабети, што не ги подржувате во одредени активности, што не се смеете на нивните глупави шеги и слични нешта. Постојат и такви кои зборуваат непромислено. Тие тоа го прават затоа што не ве сакаат како личност, а тоа е веќе само нивен проблем. Искрено говорејќи, подбивањето може да биде како рана од многу бодежи.
Може би во такви моменти ќе се биде во искушение да се искомпрометира за да се спротистави на некои одредени навредливи зборови. Токму тука настапува онаа друга страна на медалјата, а тоа е почитувањето на самиот себе. Незалудно се вели дај почит за да добиеш почитување. Така, во некои случаи кога некоја изјава е можеби добронамерен обид за хумор, помудро е да не се смее поради тоа, отколку да се навреди и исмее. Почитувајќи го правото на другиот на овој начин, ако се прифати шегата, подобро ќе се помине, а тој што се обидува да се подбива и исмејува, кога ќе види дека го нема посакуваниот ефект, ќе престане да се подбива и да ве малтретира. Кога се подбива некој, потребно е да се осили и да се покаже својата лична истрајност. Незалудно се вели дека истрајноста води до кризната положба, а потоа е многу полесно да се реши се. Желбата од секогаш дава голем потик кога се сака да и се спротистави на неправдата. Неправда имало, има и веројатно уште долго ќе ја има. На вас е како ќе ја решите на потежок или поедноставен начин. Од мој агол. Мислам, значи постојам.